Власта не сака споени избори затоа што главна црта во незиниот карактер е кукавичлукот. Вака лидерот на ВМРО-ДПМН ја објаснува стратегијата на владината коалиција, да има одвоени избори со цел помала излезност и ублажување на поразот. Христијан Мицкоски уште еднаш јавно го повика премиерот да договорат датум за председателските и парламентарните избори, а до незадоволните членови на СДСМ испрати порака за обединување. Наместо да бидат измеќари на дуи, да застанат до обичниот човек и да ги поразат антинационалните политики. Во владените партнери има некоја чудна мачо тактика, а од друга страна молат Бога никогаш да не се случат тие избори, бидејќи карактерно се кукавици. Тие мислат дека ќе имале добар резултат на председателските, па што подалеку ќе биле парламентарните, луѓето ќе отишле на годишни одмори, ќе имала излезеноста, ќе била помала и на тој начин ќе постигнале некаков конкурентен резултат, кој што потоа како трето пласирани, предпоставувам, на изборите, ќе им даде можност да учествуваат во некаква идна влада. Иако според последните анкети 66,6% од испитаниците сакаат изборите да бидат на ист датум, Ковачевски избегнува да даде одговор дали се согласува со ова. Тој претходно ги повика ВМРО-ДПМН да учествуваат во работната група во Министерството за правда. Јас ги поттикнувам да делегираат свој представник, бидејќи не може една или две партии да одлучуваат за процес во кој што учествуваат 30 и повеќе политички партии. Предлогот на Ковачевски веднаш беше одбиен од страна на ВМРО-ДПМН, бидејќи распуштањето на пратеничкиот состав и распишување на избори не се прави во Министерството за правда, туку во Македонското собрание. Стравот на власта од пораз веројатно се должи и на анкетите кои покажуваат двојно водство на ВМРО-ДПМН во споредба со СДСМ. Според истражувањето на ИПИС, за опозицијската партија би гласале 20,3% од испитаниците, а за СДСМ 11,3%. Христијан Мицкоски ужива речиси тројно поголема доверба кај граѓаните пред Димитар Ковачевски. Во лидерот на ВМРО-ДПМН веруваат 16,5% од анкетираните, а 5,6% во актуелниот премиер.